Благодарам. Почитувани, денес пред нас го имаме предлогот на премиерот Зоран Заев за разрешување на министерот без ресор Аксел Ахмедовски и Аднан Ќахил од функцијата. И морам да објаснам, бидејќи сигурно не знае за кој станува збор. Значи Аксел Ахмедовски, министер без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите, и Аднан Ќахил, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции. Премиерот Зоран Заев побара нивно разрешување, иако кажа дека бил задоволен од работата на овие двајца министри, но сепак бара нивно разрешување, како што самиот рече, го прифатил предлогот на председателите на партии кои побарале нивна смена. Не слушнавме ниту збор за тоа што сработиле или не сработиле во своето досегашно работење како министри во оваа влада, односно за време на нивниот мандат. Затоа што смената на министри се прави врз основа на сработеното, а не врз основа на барање на председатели на политички партии. Ништо од толку најавуваната реконструкција на владата, која веќе некое време беше најавувана, реконструкција на владата која требаше да биде освежување во тимот на премиерот Зоран Заев. Во ова реконструкција на владата, на владиниот кабинет, која, како што реков, беше толку долго најавувана, денес се разрешуваат двајца министри, и тоа едниот од ромска и другиот од турска националност. И сето заради партиски несогласувања. Може би несогласувањата доаѓаат од тоа што ромите и турците во Македонија не го добиле тоа што им било ветувано. Може би министерот без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите, го разрешуваат токму заради кратењето на 1.100.000 евра со буџетот за декадата на ромите. Сигурно нашите сограѓани ромите многу повеќе очекувале од него. Добиле многу големи ветувања. Сигурно бараат подобрување и унапредување на нивниот живот, односно животот на ромите. Но тоа денес не го слушнавме од премиерот. Туку напротив, слушнавме дека тој добро работел и е задоволен од неговата работа. Или пак за министерот без ресор, задолжен за странски инвестиции, Аднан Ќахил. Не слушнавме зошто се разрешува, а уште помалку, дека донел во Македонија некоја странска инвестиција. Владата која нема капитални инвестиции. Не само што нема капитални инвестиции, туку напротив, Народна банка на Република Македонија констатира минусно салдо и одлив на инвестиции. Во третото тромесечие, наместо раст, имаме одлив на странски инвестиции и минусно салдо. Минусен биланс и одлив на странски директни инвестиции. Пред некое време, овде од собрание беше најавено дека странските директни инвестиции во 2018 година ќе ги надминеле претходните 3 години од владењето на владата на ВМРО ДПМН. Се укажа дека во првите 2 квартали странските директни инвестиции биле добри, а во наредниот период ќе биле уште подобри. Сепак демант стигна директно од Народната банка на Република Македонија. Таа ги објави податоците за билансот на плаќање и странските директни инвестиции во Република Македонија. Согласно овие податоци, во третиот квартал од 2018 година не само што нема прилив по основ на странски директни инвестиции, туку има одлив. Имено, во 2018 по основ на странски директни инвестиции се одлеани 5,9 милиони евра. Значи се одлеале близу 6 милиони евра. Како основна причина за ваквата состојба е податокот што во Република Македонија во 2018 година речи си да нема нова странска директна инвестиција, додека истовремено фирмите од технолошко-развојните зони се воздржуваат од инвестирање и се повеќе ги враќаат кредитите од своите мајки фирми, а своите профити ги изнесуваат надвор од Република Македонија. Оваа влада, која секојдневно го задолжува секој граѓанин на Република Македонија, оваа влада која велеше дека нема слобода и живот без чист воздух, а која ништо не прави во врска со тоа, Македонија денес е најзагадена земја во Европа, а Скопје е во неславна конкуренција за најзагаден град во светот.
Оваа влада која го уништи земјоделието, која е елементарна непогода за земјоделците. Оваа влада систематски ги уништува земјоделците, наместо реконструкција на некои од овие министри. Денес владата прави мини реконструкција со двајца министри кои не се менуваат заради неработење, заради неспособност, туку заради внатре партиско несогласување. И посе изгледа партиски реваншизам. Јас ќе го кажам мојот став, ќе го поддржам нивното разрешување, но нема да го поддржам назначувањето на новите двајца министри без ресор, со што го поддржувам, а и го подсетувам премиерот Зоран Заев за намалување на бројот на министрите, односно на уште едно предизборно неостварено ветување на оваа влада. Ви благодарам.